Почитувани, денеска се навршуваат точно 3 години откако се ослободивме од режимот на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН, а раководењето со владата го презеде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од заробена држава, каква што беше оценета земјата во 2016 година, преку одбивањето на ВМРО-ДПМН за мирно предавање на власта и на силниот упад во собранието на 27 април 2017 година, кој беше поддржан од високи функционери на тогашната режимска власт, денес сме држава со сите демократски карактеристики. За 3 години ја извадивме земјата на прав пат, а денес знаеме дека заедно со граѓаните можеме уште повеќе и уште подобро. Ги остваривме двете најголеми стратешки цели, она што со децени изгледаше невозможно. Станавме 30-та земја членка на НАТО. Македонското знаме се вее пред седиштето на НАТО, а македонските граѓани се горди на тоа. Конечно, имаме и одлука за почеток на преговори за членство со Европската Унија. Кога ги носевме историските одлуки и чекоревме на прав пат кон членство во НАТО и отварање на преговори со Европската Унија, Христијан Мицкоски немаше ниту став, ниту зрелост, ниту чувство за остварување на националните интереси. Тој тогаш, а и денес, кога сите се справуваме со коронавирусот, останува заробен во теснопартиските и антинародни политики на неговиот ментор Никола Груевски. Кога СДСМ превзеде власта, воопшто немаше никаков економски раст. Економијата од минус ја кренавме во плюс. Обезбедивме над милиарда евра странски инвестиции. За 2,5 години бројот на ново вработени лица го зголемивме за над 67.000. Во време на СДСМ во приватниот сектор се вработија повеќе граѓани отколку во време на ВМРО-ДПМН и горди сме на тоа. Горди сме и на значителниот пораст на просечната плата, која во јануари годинава пред почетокот на кризата со коронавирусот достигна над 27.000 денари, што е на чекор од ветената просечна плата од 30.000 денари. Минималната плата од 9.000 денари во време на ВМРО-ДПМН ја зголемивме на 14.500 денари, што представува зголемување за 60%. Просечната пензија, која во декември 2016 изнесуваше 13.750 денари, ја зголемивме на 15.500 денари, со што значително го зајакнуваме животниот стандард на пензионерите. Обештетивме 10.700 стачајци, кои долго време беа оставени без никаков надоместок, а сега добиваат по 7.000 денари месечно. За прв пат воведовме минимален гарантиран приход и ја зголемивме социјалната помош за 300%. Ги укинавме квотите за лекови, денес на граѓаните во секое време и во сите аптеки достапни им се потребните лекови. Значително се покачени платите на здравствените работници и останатиот медицински персонал. Денес граѓаните за прв пат имаат доверба во македонското здравство. Почитувани, време е нашата држава во целост да ги стави во функција своите институции, особено собранието. Изборите се решени за побрзо и уште подобро справување со последиците од вирусот COVID-19, а на граѓаните им се потребни институции кои ќе функционираат со пол капацитет за време на новиот пик на вирусот кој се очекува на есен. Благодарам.